Драги пријатели, вечера одлучи повторно ви се обратам со видео. Мислам со опишување, малку потешко опишувањето. Ви сакам малку, има интересни работи, тоа е пописот кај нас и оно што се случува во САД и во Русија. Во Русија може слободно да се каже дека почна обидот за шарена револуција. Но Путин тоа го знаеше и намерно ја предизвика сам, како ќе кажете. Знаете добро дека Навални беше во Германија поради наводното труење, што нема врска. Немаше никакви докази ако имало труење. Путин не може и Русија да го пуштат во Германија. Значи да дадат основа на Запад, поточно на САД. И што се случи? Навални се врати, наводно подготвен, и се обидуват преку Навални да го срушат Путин, што е малку трагикомично. А Путин го знаеше ово и намерно прво го пренасочи авионот на друго место да слета, второ, намерно го затвори Навални. Не знам колку има тука, не ги дам руските закони, но веројатно има основа да се притвори, поради прекршување. Но што е суштината? Со затварање на Навални во Русија, автоматски ги извади картовите на површина. Значи, оние што работат за Запад и многу лесно ќе расчисти. Мислам, ова е непромислен потек на Западот, особено на САД и Германија, со Навални, зашто не промислен? Они се обидуват со шарена револуција да направат и во Белорусија, па не им успеа. Но Русија просто е многу крупен залог е за вас. Особено на војно поле. Путин не се плаши од да посегне и по најлошото, затоа минатата година се смени законот во Русија заедно со уставот, а кој е тој закон? Значи до сега Русија или рускиот председател немаше право превентивно да делува. Значи за да почне војна ако не е нападнат. Сега се смени. Значи ако почувствува Руската Федерација и нивниот председател Владимир Путин дека е загрозена руската безбедност, они може слободно да избришат некој од картата на светот. Да. И самите кинески аналитичари, ако ги следите, кажуваат дека во моментот Русија најсилна, која може само со 10 бомби хиперсонични да е, значи, пепел да направи. Но никој тоа не го посака, бидејќи било каде да се фрли нуклеарка или атомска бомба, страда цел свет. И ведам, веќе пример ќе кажам со Чернобил, со електраната, мислам, на атомската централа. Ние го почувствуваме туку, а камоли да се фрли некаде нуклеарка. Прво, в случај на таква работа, самиот вулкан што е во Јелоустон парк, не дај Боже да се активира, целиот свет ќе осети. Ќе се намали температурата од 5 до 10 степени. Значи ќе настапи едно ледено доба за оладување. Тоа е што се однесува до Русија, значи и многу смешни се ми се портали, ви сега излегуваат сите кокртови и во Србија и нашите портали. Има еден смешен наслов, прочита преска. Падна Трамп на рети Путин. Абе луѓе, за време на Трамп, колку иде да воведе санкции на Русија? САД за прв пат во својата историја за 4 години не покрена ни една војна. Тоа е многу. Значи светот живееше мирно 4 години. Значи во Русија типична сценарио кој го сакаше Запад, а знаеме дека Владимир Путин, председател на Руската Федерација, беше дел од КГБ, значи он го очекуваше ово и затоа ги предизвика картовите излезат на површина. Он излева. Портали што донесуваат и вестиве, N1 се гледа дека е чисто проамериканска. Мислам, ја не сум проруски, да се разбере, јас сакам објективно да гледам секојаш на работите, затоа луѓето не ме сака, бидејќи немам влакно на јазикот. N1 изнесува како ете 40.000 излегни из цела Русија, па што се бе луѓе? Вие во Македонија со 40.000 на протест не може да срушите влада. А
камо ли во Русија, кој има 160 милиона. За Македонија ви треба од 50 до 100.000 луѓе процес да се соберат пред влада, народот да си ја преземе власт. Значи, тоа е во моментот, ни една партија не може да го организира тоа. Прво, во Македонија нема опозиција, како ни во Србија. Да се разбере. А втора работа што сакам да кажам за пописот. Малку траги кумичен ми е Мицкоски, лидерот на ВМРО ДПМН, вели народот има право да не ги пушти попишувачите. Тоа исто вели Димитар Пасиев, еден од шарените. Чекајте луѓе, ако има закон, па ви ги местите луѓето. Што се случи на 27 април? Кој ги намести патриотите? Кој ги отвори вратите на собранието? Претениците на ВМРО. Кај избега после Груевски? Кај е сега? Се прави голем патриот од Унгарија. А ги намеси. Кој го затвори? Македонските патриоти. Па со пописот исто сакате да го направите, бе луѓе. И викате, ако сакам да не отперам вратот. А што прави ако има закон, ме осудот или било што? Не мене, било кој. Факт е дека и јас сум против пописот сега во вакви услови. Но зашто не се изборите во собранието? Зашто Мицковски ако толку против пописот и повикува индиректно, нека повика директно на Бојко, да каже македонци или граѓани на Република Македонија, ВМРО ДПМН стои зад вас, вие повикуваме на бойкот, да не се примате да и поднеми. Зашто јавно не го направи? Зашто на референдум јавно не повика, него што рече? Сами да одлучиме дали ќе излеземе на референдум. Па што глуми овоме? Глуми лудило. И некој ми имал со работа за кој заебе? Ја у живот не си му видел. И ти бил по моја волја. У живот не си имал партијска книжка. Поради мојот патриотизам живеам ко куче пред концинјер. За жал малку остана македонци. И треба да се засрамете. Ако не сте мокни нешто да направите, не го вовлекувате други од Божи песок. А во светот предстојат големи промени, протести, војни. И тука ќе има. И страшно тука кога дојде до граѓанска војна, бидејќи нема лидер. Значи, Мицковски не може, народот не го прифати. Мицковски не може 10.000 да собере на протести. Значи, неговите право не го сакат. За сега само може да не прави, може со сила само да зove нешто за администрација. Значи, во Македонија нема лидер. И не да Боже да даде граѓанска војна. Нема да знаете кој би влегува дома може да ви истипа ко вратци и да ви ограби. Затоа памет у глава луѓе што правите. Смирите топката. Факт е дека пописот не е паметен ова пандемија. Но да ги прашам Мицковски и ВМРО ДПМН. Бидејќи еден од основачите сум на ВМРО. Значи не сум против ВМРО. Него прокуди луѓето што ја водеа. Груевски 10-11 години, колку беше на вас? Почна пописот, го прекина. Зошто не го направи пописот? Да ја прашам зошто не го направи пописот? Бойкотирале албанците. На кој ти е приказни? Сите и СДСМ, и ВМРО му служат на Ахмети. ВМРО што му пречеше сам да направи влада? Имаше 62 пратеника. За двоцетинско мнозинство, зашто? А што зборува за време на конфликтот? Ние со Ахмети, со Вучека нема да правиме никој влада. Не се шегувате луѓе. Тоа се исто граѓани тука, без разлика. Кажи ја вистината на луѓето, бе. Не ги заглавувате честните луѓе, бе. Како можеш ти некој да не му отвориш? Можеш да не му отвори на врат. Може да се казни. Ја не сум правник, јас сум новин, не ги знам законите. Невини луѓе ќе заглават. Но треба, ако веќе се прави попис, треба да бидат безбедни, до врата. И на врата се дават и строго малтене да секој попишуваш да носи скафандер, да, поради короната. Толку за сега. И јас сум македонец,
за разлика од македончињаца и лажните патриоти. И по сака убава вечер се надевам дека уште има македонци. И дека уште има луѓе што мозокот и работи, што мозочните клетки не се им засушени. А Мицковски му порачува, ако го растурува ВМРО да помане, да не ја растурува Македонија. Зашто македонскиот народ не простува.